Синоќа мирисеше од арачино. Завчера беше Скопје најздравиен град 14 во светот, кога почна смрди од тука, директно сите околу Вардариште секој. Сакам да прашам вие, пошто видовме дронови. Добро, без разлика кој е. Може ли да видиме што се снима со тие дронови? Затоа што смрди на вистина, не знаеме дали гори од таму. Сега смрди. Ќе бараме од Лојо да дадат. Барем дали има информација од Патролно обезбедување има поставено физичко од Агенција за обезбедување, поставена е рампа на пристапот што се бегуваше потпадот, не знам како се рампа за забрана на пристап, тоа е во моментот забрана за движење во Вардариште исто така не се утопала. Тоа е во моментот што може да територијално не е кај нас Вардариште. Мене ми пречи исто како и вас. И апсолутно се согласувам со се што е произведено, апсолутно се согласувам. Вардариште е градска депонија која што трае 50-60 години. А да ве прашам нешто. Територијално ако не е кај нас, што работаме и општините наши имаат зидини, не можеме да се соработуваме едни меѓу други. Не, мислам тоа е изговор што знаете колку пати сме го чуле. Тоа не е во нашиот район, тоа не е во нашата, не знам, тој другиот, прашајте го. Вие прашајте го. Не, пака значи, Вардариште е градска депонија, зашто немаме соработување. Зошто не? Знаете да. Не, ајде, не интересира. Не интересира, тоа е ваша работа. За загадувањето, Не ја повикавте, не ја повикавте. ги повикавме сите. Сите ги повикавме. Немојте да правите такви финти, сите ги повикавме. И Даниела може да повели слободно. Сите се викавме. Кога Советот не се ја стопира. Представете го Советот. Советот е све. Како да го ставиме Советот кога тој ја блокира Почекайте да дојдеме на власт, па вие сте сега на власт. Нема што да Години сте на власт. Рамота е веќе ова се градоначалничка. Може на вистина немате надлежност да не им било да Вардариште. Меѓутоа, само секунда, меѓутоа имате надлежност за луѓето што живеат тука. Аеродром е една од Што е се ова? Чива е овако? Како полицијата не ја брани блокадата, остава коли и мотори да поминуваат и пред некој ден и дете беше повредено. Само да знаете. Мовара, никој не бидејќи сте надлежни за граѓаните тука што живеат во аеродром, мислам дека треба да ги повикате останатите институции. Град Скопје, Гази Баба, естествено, сите заедно треба да Каде е нашето право на слободно движење? Да прашам. Не, да прашам, пошто... ние го организираме дека Не е обајатна за вас на мене. Него каде е нашето право на слободно движење? тоа е нашето право на воздух. Кои сте вие да ми кажете дали имам или немам право? А чекај. Срамота, ако за нешто протестирате малку. А што каква ефекта го протестираме таму? Протест ова или што е? Каде бевте задните 7 години? Сегде бевме, сегде, на секој протест бевме. Ајде, чао. Што воздух дишеш ти бе? Ајде полека, не без нервоз. Секој што има такви. Да ни поставиме за уши. Дали може да се направи да организирате заедно со сите институции, отидеме на Вардариште сите заедно да видиме што навистина се случува таму. Дали какви мерки се презимаат? Зашо еднаш ние не повикавме, додека протестиравме на разговор? Зашто еднаш не викнавте во општината? А сега? Не знам дека имаме вие сте ги повикали. Зашто до сега имате милиони инспектори за заштита на животна средина? Пак сега, пака разумно. Што не дојдовте да видите што прават луѓето? Разговараме разумно, можам. Разговор е кога не има две страни. До сега беше една страна. 23 ден сме тука. Територијално надлежности. Па еве воздухот е на територија на воздухот, на ваша територија. А територијални? Уси е на ваша територија. Сите се во иста каша. Е добро да. Ама не е сега добро да сега имаме територијална Ја ги заштита на животна средина и природа. Да, господине. Мерки за заштита и спасување од загадување. Прва општина што поднесла На кривична вода, прижава. воздух, земја, заштита на природа, заштита од бучава и неорганизирачка. Прва општина што поднесла кривична прижава за